Почитуван председател, почитувани колешки, колеги, пратеници, почитувана македонска јавност, председателе, благодарам на можноста што ми ја дадовте да се обратам денеска пред парламентот. Разговараме, дебатираме на предлог закон за изменување и дополнување на законот за установите. По дефиниција, установа представува форма на организирање на јавна заради вршење на јавна услуга како дејност која не е подведена под трговска дејност. Утврдена со закон, значи не стопанска дејност и која може со закон да биде утврдена како дејност од јавен интерес. Установи може да бидат јавни, може да бидат приватни и мешовити. Јавна установа во Република Македонија може да основа државата, национална установа, општината или градот. А фактички најважни работи се дека органи на една установа се управниот одбор, тоа е орган на управување, директор и органот за внатрешна контрола или орган за надзор, како и други органи утврдени со статут и закон на установата. Дозволете ми сосем накратко да ве запознам со дел од условите кои што треба да ги исполнува член на органот за управување. Покрај тоа што треба да е државјанин на Република Македонија, треба да има најмалку стекнато 240 кредити или завршен 7-1 степен, образование во соодветната област и во моментот на именувањето не треба да има правосилна судска одлука, казна да му е изречена или прекршочна санкција. Покрај овие општи услови треба да се исполнат и повеќе други услови, и тоа најмалку еден член да има најмалку 5 години работно искуство од областа на дејноста која што се одвива во јавната установа, согласно националната класификација на дејностите, како и тоа најмалку еден член од органот на управување да има најмалку 3 години работно искуство во делот на финансиското работење и да има најмалку еден член кој има најмалку 3 години работно искуство во делот на правните работи. Исто така, за членови на органот за надзор се именуваат лица кои немаат засновано работен однос во установата, имаат високо образование и поседуваат знаење и искуство, особено во областа на дејноста која што ја врши установата. Органот за надзор во јавната установа е составен од 3 члена. Целта која што треба да се постигне со овие измени е да се воспостави мерит процедура. Мерит процедура во делот на селекцијата и во делот на назначувањето на членовите на управните и надзорните одбори. Дополнително, со овој предлог на закон се намалува и бројот на членовите во управните и надзорните одбори. Исто така, она што ќе ја интересира почитуваната македонска јавност е дека вкупниот месечен наместок на председателот и членовите на органот на управување не смее поединечно да го надмине износот од 1/2 од просечната исплатена плата во установата за претходната година. Почитувани колешки и колеги, дозволете ми да ја видиме фактичката состојба кај нас и како ќе ја земеме владата, секако како репрезент за како не треба да биде. Истражувањето на Институтот за демократија за именувањата на раководните позиции во 32 државни предпријатија укажува дека партијата е над државата. Тоа значи дека сите, со исклучок на еден раководител, се именувани во тој период без јавна процедура. Односно, станува збор за 26 директори и 12 членови на раководни тела, како што се надзорни или управни. Кој институт го користи најчесто владата? Владата најчесто го користи институтот вршител на должност или популарно кај нас за македонската јавност попознат ВД, вршител на должност. Тоа значи дека се заобиколуваат сите процедури. Сите процедури што значат објавување на јавен повик, селекција, проверка на податоците и проверка дали воопшто лицето кое што ќе биде назначено исполнува критериуми, може да одговори
на барањата кои што ги поставува тоа раководно место. За жал, со користењето на тој институт, вршител на должност, сите овие постапки едноставно не постојат, се заобиколуваат. Побаран е одговор од Генералниот секретаријат. Наместо да се добие валиден, значаен, сигнификантен одговор од Генералниот секретаријат на владата одговара дека таму каде што се неизини институции, таа има право да назначи вршители на должност, директори и заменици без распишан оглас. Ве молам за каква демократија станува збор во овој случај. Се потврдува во повеќе насоки дека фактички може на една иста седница на влада да дојде и до разрашување и повторно назначување на едно те исто лице. Па така може поранешен општински советник, па пратеник, па министер без ресор да биде задолжен сега за домашни странски директни инвестиции, односно најново да биде директор на управата за животна средина. Исто така може да се направи и рокада на позициите и тоа да се случи за време на една иста седница. Фактички се добива впечаток дека наместо да се бара човек со своји квалитети професионални за одредена институција, ние постојано бараме институција за определен партиски член. Сето ова е стварноста. Затоа уште еднаш апелирам, кога се предлагаат законски решенија, примената нивна да започне од владата на Република Македонија. Ви благодарам.